Знаете, денеска се зборува многу за слободата. Но денеска живееме во време кога слободата многу се злоупотребува. И тоа најмногу злоупотребуваат оние кои што зборуваат за неја, односно кои што бараат некаква слобода, се залагаат за неја. И веднаш уште тука нешто нема смисол. Живееме во едно општество и во една држава во која што е далеку од идеална, како и секоја друга на земјата. Не постои идеална држава. Така да, како и секаде, така и кај нас има еден куп различен вид на незадоволници. Секој некоја слобода бара за себе. На секој нешто не му е потаман, не му е како што треба. И секој поинаку си ја сваќа слободата, затоа што секој има некоја своја потреба. Така да слободата станува некако релативна, како и се друго во светот. И знаете, ако тоа го извадите од едни рамки, морални рамки, и ако дозволите на секој да си прави што ќе посака, секој да си ја оствари таа своја слобода, тогаш што ќе добиете? Ако не хаос, една збрка. Но, знаете, за тоа се крие агендата на новиот поредок. Тој сака да создаде хаос и морален и било каков, за да на крајот го воспостави многу полесно тој нов поредок. Библијата нам ни открива во Откровение 13.3 дека цел свет тргнал под зверот. Знаете ли зошто? Зато што имаат нешто заедничко со зверот, имаат нешто зверско во себе. И тоа е токму она што е главниот проблем на сите други проблеми. Ако тој проблем не се реши, тогаш не знам каква слобода да ви дадат, ви нема да бидете слободни. Она што е зверското. Се сеќавам на братот Джейси Перозо, кога мислам дека и од катедра, меѓутоа и во приватен разговор кажуваше како, знаете, еден период највеќе се проповедаше за зверот број 1, зверот број 2, Откровение 13 глава, и за разноразни зверки, што денеска, за жал, пак одиме во една друга крајност, кај што не се ни спомнуваат. И некоја жена му рекла: брате, ајде доста за тоа време, значи, и за зверот број 1, и за зверот број 2. Дај кажи нешто за зверот во нас. Затоа што тоа е вистинскиот проблем на сите проблеми. Во последно време живееме среде едни ненормални случувања, посебно во нашата држава. Верувам ќе се сложите. И ако не ги гледаме настаните од вистинска перспектива, ќе забегаме или во еден, или во друг, или во трет правец, и на крајот можеме да си го изгубиме мирот и не да Божи ќе ни падне духот и може да се разочараме. Може би најповеќе од било кога порано научивме што е и колкава е силата на зборовите во ова наше денешно време кое што живееме. Се сеќавате на една моја проповед, колкава е силата на зборовите, колку многу се манипулира, колку многу лаги се кажуваат. Така да внимавајте, гледайте го сето тоа од вистинската перспектива, затоа што можете да отидете или во една или во друга крајност и страна. Јас немам намера да зборувам политика овој ден, меѓутоа ќе се осврнам на еден момент кој што мене ме предизвика да ја држам оваа тема денеска, а кој што пак се поклопува на некој начин неверојатно и со параболата за блудниот син. Ќе видите зошто. На една од уличните говорници, затоа што денеска во Македонија се некако работите ни се случуваат на улица, сите станаа уличари, се слушаше деновиве: слобода, слобода, сакаме слобода, сакаме слобода. Еден друг говорник носеше црна мајца со бели букви, на кој што стоеше запишено: Исус умре за нечии греови. На истиот тој собир. На истиот тој собир во преден план се веа знамењата со виножитото. И верувам дека знаете
чиви се тие знамења што представуваат. Што е едно големо хулење на она ветување што Господ го даде после потопот, кога го даде виножитото и кога кажа дека нема повеќе да го потопи светот. Знаете ли, не знаете, чиви се знамењата на виножитото? На LGBT заедницата, така наречена. И сето ова е за мене абсурдно, сето ова е еден куп на нелогичности, сето ова е Вавилон во еден збор. Ова е она што мене ми го предизвика вниманието и јас би сакал денеска да зборуваме за слободата, ама за вистинската слобода. Зато што секој некаква слобода бара денеска. И ви кажав дека ако ова е за нас, за оно што искрено размислува, оно што е искрен христијанин и има некои морални вредности, представува една збрка, таа збрка за некого не е збрка, туку тоа е дел од таа агенда, како што ви ја спомнам. Предизвикувајќи еден хаос, пред се на морално поле, за да подосна се воспостави тој нов поредок. Згора на тоа, на 21.5, значи пред 2 дена, прочитав вест, која што гласеше за фуере во Македонија нема слобода затоа што нема геј бракови. Еве, за овој човек, што е слободата? Значи, ако одиме во тој правец, ако излеземе од сите рамки, било и една морална рамка на една држава, тогаш ви немате слобода, докато ќе добиете хаос. Беззаконие. Големиот проблем, од кој што потекнуваат сите проблеми, е со големи букви наречен греф. И ако зборуваме за вистинската слобода, тогаш вистинската слобода е ослободувањето од гревот. Тогаш ќе си дојде се на свое место. Тогаш човекот ќе биде вистински слободен. Господ затоа и го прати својот син, за да го реши проблемот на гревот и да донесе слобода. Еве, имавме убава поука и малку сум љубоморен на браќани што му се падна овака добра поука, за разлика од мене. Ми се падна жените во Библијата, меѓуто како и да е. И јас самиот си го правам распоред, јас самиот сум си виновен за тоа. Никој мене не ми е виновен. Но, да, Лука 4 глава. Ова е делот, мислам, ова е Христовата служба. Затоа ни беше пулката. Во Лука 4 глава, Исус за прв пат во синагогата ги чита зборовите од Исаија 61 глава, 1 и 2 стих. Лука 4 глава читаме 18 и 19 стих. Господовиот дух е на мене, значи Исус чита во синагогата од Исаија. Господовиот дух е над мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени, дека ќе бидат слободни. На слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. Дори 2 пати да се спомнува слободата, ослободувањето на заробените. Да, затоа Господ го прати синот свој да не ослободи од гревот. Или, што вели тамо на почетокот во Матеј, уште кога се јавува ангелот и кажува на Марија, ќе ви се роди син и ќе му биде името Исус, затоа што ќе го спаси својот народ од гревовите нивни. Спасение, слобода. Тоа е вистинската слобода. Се додека му робувате на гревот, вие не сте слободни. Па не знам каква е слобода и како и да ја подразбирате таа ваша слобода, вие не сте слободни. Пословици 5 глава, 21 до 23. Пословици 5 глава, 21 до 23. Зошто пред Господовите очи се човековите патишти и тој ги наблюдува сите негови патики. Господ гледа, и Господ го гледа сечи живот. Нечестниот ќе биде фатен од собственото беззаконие. Дали овде има нешто нејасно? Нечестниот ќе биде фатен од собственото беззаконие, фатен, заробен,
и ќе го држат јажињата на неговите греови. Еве, ова е робството. Од ова треба да бидеме ослободени. Ова е вистинската слобода. Вистинската слобода значи ослободување од гревот. Јаде сега да зборуваме денеска за вистинската слобода. И за таа цел ќе читаме во Матеј 11 глава еден чуден текст. Ќе кажете како сега зборуваме за слобода, а ќе зборуваме, односно централно место ќе ни зазема токму овие 3 стиха во Матеј 11 глава. Матеј 11 глава читаме од 28 до 30, значи последните 3 стиха од Матеј 11 глава. И овие стихови ни се многу добро познати, во многу цркви стојат запишани како стихови. Дојдете при мене, сите кои се трудите и сте обременети, натоварени. И јас ќе ви дадам одмор, јас ќе ви ослободам од товарот, ќе ви растоварам. Земете го мојот јарем на себе и научите се од мене, зашто јас сум кроток и понизен по срце. И ќе најдете одмор на своите души. И завршува, зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Како тоа сега ќе зборуваме за вистинската слобода, а зборуваме за некој си јарем. Па нели обично јаремот го користиме кога сакаме да изразиме робство. Меѓутоа Христовиот јарем не значи робство, туку токму вистинската слобода. Како тоа? Неверојатно, Господ дава мир, Господ дава слобода, повикувајќи ни да го земеме неговиот јарем. Значи Исус користи овде една метафора. Јаремот кој што се става на воловите. Знаете, тоа е еден, барем сум видел порано, како е, па веројатно и сега е, по селските средини, тоа е една дрвена направа кој што се става на 2 вола, значи 2 вола се впрегнуваат и се ставаат, за да им се олесни работата, дали е тоаорање или пак е да речеме ќе пренесуваат некој товар, за да им се олесни неши работата, воопшто, што и да е, зашто и да станува збор. И сега кога Христос вели, земете го мојот јарем, што значи тоа? Во ред? Да, значи како прво гледаме дека Христос сака да има заедништво со нас. Господ сака да има заедништво на заедништво што ние го изгубивме. Таа врска што ја прекинавме. Господ толку многу сака да има повторно заедништво со нас. И тоа не го прави со сила, туку љубовта Христова треба да биде она кој што ќе не нагони, како што вели Павле во второ послание до Коринќаните. Господ сака, и на друга работа овде гледаме во јаремот, носењето на Христовиот јарем, Господ сака да биде господар на нашиот живот. Знаете, таму кај што тој ќе влече, таму и ние, ако сме ставени во јаремот, со Христа, Христовиот јарем. И тоа, ако не сакаме да одиме таму кај што Исус влече, сега ова влече под наводници, да не сватите дека со сила не влече. Сето тоа е без принуда, сето тоа е ако вие сакате, и сето тоа е со дозвола на вашата волја. Ако не сакаме да одиме таму кај што Христос не влече, тогаш ние се ставаме во нееднаков јарем. Знаете, овој израз го користи Павле на едно место таму, повторно во Коринќаните. Не ставајте се во нееднаков јарем со грешниците, со беззакониците. Затоа што така нема да си ја олесните работата. Замисли сега 2 вола во јаремот, еден одвлечен на една страна, другиот на друга страна. Нема нигде да отидат. Точно така. Ако не сакаме да биде неговата волја, тогаш како довелеме, како и евреите на денот кога ќе го распнат својот Господ, ќе го предадат на римјаните да биде распнат, како да велиме, не сакаме овој да управува со нас. Ние си имаме свој цар, Цезарот. Ама изговор нашле како да тие многу го сакале Цезарот, како да многу им омилело робството под значи римското робство. Меѓутоа сакале да кажат, ние не сакаме тој да не води. Ние ќе се одиме таму кај што ние сакаме и како ние сакаме. Ова е проблемот на денешницата, ова е проблемот на денешните луѓе. Затоа секој бара некоја си своја слобода. Некој сака да не учи математика, да речеме.
Па ја можеби не сакам биологија, и сега ќе излезам утре ќе кажам ја не сакам биологија да учам. И што би било ако им удоволиме на сите кои што сака? Кажав хаос. Пословици 3.5, Пословици 3 глава 5 стих. Ова е многу убав стих. Ова значи носењето на Христовиот јарем. 3.5. Надевај се на Господа со сето своје срце и не се потпире врз сопствениот разум. Не се потпирате многу врз сопствениот разум. Ако сте во Христовиот јарем, нема што да се потпирате на својот разум. Дозволете тој да води. Ако се потпираме на својот разум, тогаш би било, или ова, како што го нареков хаос, барајќи ја секој својата слобода, тогаш би било како во времето на судиите. Знаете како завршува книгата на судиите? И тој израз се користи повеќе пати низ книгата на судиите. Еве како. Секој си правеше што е право во неговите очи. Така беше во Израел во времето на судиите. Затоа што немаше цар, вели таму уште. Немаше никакви рамки. Еве нисто стих на кој што ете малку ќе се задржиме можеби, Јован се извинувам, Галатјаните 5 глава. Послание до Галатјаните, ќе се навратиме, односно нема многу се задржуваме, но ќе се навратиме негде и при крајот. Главниот текст, кажав, ние во Мати 11 глава. Но одиме сега во Галатјаните за момент. И ќе читаме во Галатјаните 5 глава 13 стих. Иако ова е во еден друг контекст, ќе спомнеме на крајот и во кој контекст е. Галатјаните 5.13. Овој стих вели вака. Зошто вие, браќа, повикани сте кон слободата. Вие сте повикани во слободата. Само слободата да не ви биде повод за угодување на телото. Ова е стих кој што совршено се вклопува во овој контекст на Мати 11 глава, затоа што носењето на Христовиот јарем подразбира слобода, колку и да е тоа нелогично, но подразбира и незлоупотребување на слободата. Зашто човекот, телесен каков што е, ако му дадеш слобода, тој ќе злоупотреби до крајни граници. Што веле овде? Повторам. Зашто вие, браќа, повикани сте кон слобода, само слободата да не ви биде повод за угодување на телото. Значи, јаремот значи слобода, но и некаква рамка, која што не дозволува да правиш што ти ќе посакаш. Или 1 Петрово 2.16. Од овде поодиме во прво послание Петрово 2.16. Прво Петрово 2.16. Овој стих гласи, како слободни и не како оние кои ја употребуваат слободата како покривка на злобата. Некој зад слободата се крие, односно си го крие злото кое што го прави. Барајки слобода, залагајки се наводно за некоја си слобода. Еве, да спомнем ова LGBT заедница. Таа бара слобода, некоја си своја слобода. Меѓутоа, зад неа се крие едно големо зло. Ако нешто ѓавол сака да уништи, ова често пат се спомнувал ова говорница, е семејството. Ајде да се подсетиме само на два стика, односно на еден стих од Стариот Завет, а малку подолг текст во Новиот Завет ќе читаме, но најнапред во Левит 18.22. Ова дури не морам да го читам, туку стихот вели, не можеш да легнуваш со маж како со жена, што има нејасно. Ајде да не одиме тамо, туку во Римјаните 1 глава, овие ми се мене многу убави стихови, во Римјаните 1 глава, Римјаните 1 глава, значи Библијата вели, Господ вели, не легнувај со маж, за маж, нели? Како со жена. И сега некој сака да легне со маж како со жена.
Тоа е за него ограничување неговата слобода. Ова е само како еден пример, мада че имате еден куп незадоволници и во оваа држава и насекаде по светот, кои што сите нешто сакаат. Прва глава Римјаните и ќе читаме, внимавајте овој текст, што се е исповрзано овде, од 21 стих па до крајот на главата ќе читаме. Јас си вземам, може малко повеќе се задржаме, меѓутоа сакам ова да го изнесам. Од 21 стих, зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, нито покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивото неразумно срце се помрачи. Зборувајќи дека се мудри, станаа безумни. Денеска од мудраци глава боли, значи. Сите се мудри, сите знаат што да кажат и како да кажат. Значи, зборувајќи дека се мудри, станаа безумни. 24 стих. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца на нечистотијата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив кои Божјата вистина ја заменија со лага и му се поклонува и служеа на созданието место на Создателот, кој е благословен довека. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти, нивните жени го заменија природното општење со неприродното. Мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострасност еден кон друг, правиќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидува да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега, што овде не е јасно. Да, политички некоректно, но многу јасно. Библиска вистина е ова. Исполнито со секаков вид неправда. И сега, еден куп телесности, работи кои што човекот сака да биде слободен да ги прави. И никој не му брани, меѓутоа ние на негово добро и односно дел од тие работи се санкционираат во едно општество, а камоли Бог. Значи, исполни со секој вид неправда, расипаност, алчност, зло, полни со завист, убиста, расправи и лукаста, подмолност, озборувачи, клеветници, мрзители на Бога, насилници, горди, самопофалувачи, измислувачи на зло, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов и без милосрдие. И сега внимавајте овој последен стих. Тие ја знаат Божјата правда. Што, протестантска Европа не знае што е Божјата правда? Тој е последниот стих од прва глава Римјаните. 32 стих. Че тие ја знаат Божјата правда, дека оние кои прават така заслужуваат смрт. Па сепак не само што го прават тоа, вели стикот, туку им одобруваат и на другите кои го прават тоа, да го прават тоа. Страшно. Ако им дадеш на сите слобода, отидовме во хаос. А ова е денешната современост, она што го читавме сега. Вистински е слободен само оној кој што е впрегнат заедно со Христа во неговиот јарен. Колко и да е нелогично. Колко и да е нелогично и чудно. И еве уште една чудна работа, односно. Јаков 2.12. Послание Јаковово 2.12. И ова е чудно. Нелогично, нели? 2.12. Познат стих. Така зборувајте и така постапувајте како луѓе кои ќе бидете судени по законот на слободата. Законот на слободата. Луѓето денеска мислат дека ако го тргнат законот, тоа е вистинската слобода. Зошто тргнал помалиот син на запад, како што вели Јани? По слобода. Тој се чувствувал дека носи тежок јарем и бреме во татковата куќа, служејќи му. И што добил? Ја добил својата слобода. Како завршил? Впрочем, ако ги споредуваме двата сина, иако не е тоа, нели, поентата на таа парабола, кој е слободен воопшто од нив двајцата? Има ли некој слободен воопшто? Се доека не се покаја, значи не зборувам за од после покајање. И двајцата се робови, и двајцата не се слободни, па дури по стариот син самиот рекол. Па татко, јас ти служам на тебе со години овде. И што се смета за слуга? Ништо поарен од овој кој што, ете, не е достоен
се каи и доаѓа, смета дека не е достоен да биде син, па ете, имал план, намера да му се понуди на својот татко како слуга, да му слугува. И двајцата се робови, и двајцата не се слободни. Иако еден, може така да кажем, меѓутоа подолу ќе зборуваме за тоа, либерален, а другиот конзервативен. Но и двајцата не се слободни. Законот, моралниот закон е наречен закон на слободата. Во рамките на тој закон вие сте слободни. Затоа што вон рамките на тој закон вие грешите, вие правите грев, а греот значи робство. Токму зборуваме за таа вистинската слобода, слобода ослободување од греот. Дека тоа е така, еве псалмистот Давид во познатиот 119 псалм, кој што целиот е најдолг, не случајно, а зборува за што? Зашто зборува најдолгиот псалм во Библијата? 119 псалм, зашто зборува? Која му е главната тема на 119 псалм? Законот Божие. 119 псалм. Читаме 44-45 стих. Ќе го пазам твојот закон постојано и довека. Ќе одам на широко, или другиот превод вели, ќе одам слободно, зашто ги истражувам твоите повелби. Што вели псалмистот Давид? Одејќи во законот, исполнувајќи го законот, нормално не во своја сила, затоа и јаремот е најдобар пример за тоа што значи да бидеш слободен, заедно со Христа. Значи да бидеш слободен, одејќи во законот, исполнувајќи го законот, тоа значи да бидеш слободен. Се друго е робство. Да. Носењето на Христовиот јарем значи слобода, држењето на законот значи слобода. Колку и да тоа име на некого му е чудно. Па, што кажал Јован во првото своје послание, 5 глава, 3 стих? Неговите заповеди не се тешки. Така вели Јован? А што се кажуваше во Матеј 11 глава? Еве да се вратиме во Матеј 11 глава, која се зборува за јаремот. Што кажува на крајот Исус? Зашто мојот јарем е пријатен и моето бреме е лесно. Ове е едно те исто, всушност, кажувам со други зборови. Моите заповеди не се тешки. Мојот јарем, моето бреме е лесно. Тоа е вистинската слобода. Малку ќе се задржиме, иако има уште многу, меѓутоа ќе морам малку да скратам. Поучете се од мене, вели во овој текст. Значи, Исус вели, не повикува да се поучиме од Него, како и што значи да се носи јаремот заедно со Него. Како се поучуваме? Пред се поучуваме од Неговото Слово. Еви, денеска, во овој момент, се поучуваме од Неговото Слово. Да отвориме Јован 8 глава. И овој стих, и овие стихови ни зборуваат за слободата, за вистинската слобода. Евангелие по Јован, 8 глава. Читаме од 30 до 32 стих најнапред. Јован 8 од 30 до 32. Кога го зборуваше тоа, мнозина поверуваа во Него. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа. Ова се стиховите всушност што Ивана не ги читаше изутринава. Пред час и нешто. Затоа Исус им рече на јудејците кои му поверуваа, ако пребивате во моето слово, навистина сте мои ученици и ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Вистината е Божето Слово, вистината е таа која што ослободува. Ние преку Словото се поучуваме. Што значи да бидеш слободен? Што значи да бидеш на вистина слободен? Еве ја слободата. Во вистината во Библијата е слободата. Вистината за Македонија и вистината за целиот свет и во оваа вистина во Библијата. Да читаме понатаму од 33 стих и да го видиме нашиот телесниот ум, како функционира. Му одговорија: ние сме Аврамово потомство и никогаш никому не сме му робувале. Ово некако одговара на она, па ние немаме друг цар освен Цезар. Значи тие не се сметат дека робуваат, изгледа
под римските власти, како да се слободни. Иако само римскиот граѓанин може да биде слободен. Исус им одговори: вистина ви велам дека секој кој прави грев, роб му е на гревот. Врзан е со јажињата на гревот. А робот не останува довека, синот останува довека. И така, ако синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Синот на вистина, само единствено тој може да ве ослободи. Знам дека сте Авраамови потомци, но пак барате да ме убиете. Зашто моето слово нема место во вас. Внимавајте на овој стих. Вие сакате да ме убиете. Вие што тврдите сте Авраамови потомци, вие сакате да ме убиете. Словото не пребива во вас. Вие не сте слободни. Вие сте робови на гревот. Вие сакате да ме убиете. Тоа е телесното срце. Телесното срце по нагон природно сака да го убие Бога. Сака да ја убие вистината. Затоа што си го сака светот, си го сака своето, си сака некоја своја слобода, си сака телесни работи и сака да се отпрегне од Христовиот јарем. Кон тоа е склоно телесното срце. Да се поучиме од неговиот живот, не само од неговото слово. Тој вели самиот: јас сум мирен, кроток и смирен по срце, поучете се од мене. Каков бил Христос? Прво Петрово. Ајде, накратко, оној текст кој што многу убаво ни го опишува неговиот карактер и неговиот живот. Прво Петрово послание 2 глава од 21 стих. Зашто за тоа сте повикани, зашто и Христос страдаше за вас и ви остави пример со својот живот, да и вие врвите по неговите стапки. Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста. Тој кој беше навредуван не враќаше со навреда. Каков пример, каков светл пример ни остави Христос нам. Не направи грев, не се најде измама во неговата уста, не враќаше со навреда на навредите, кога страдаше не се закануваше, туку се предаде себе си на оној кој суди праведно. Оставете луѓето да зборуваат што сакаат за вас. Само еден е кој што суди праведно. Само тој ги знае сите факти. Кај него нема манипулирање. Тоа што ќе го каже, тоа е кажано. Не е човек па да лаже и да манипулира. Тој сам во своето тело ги понесе нашите гревови на дрвото, та ние, умирајки за гревовите, да живееме за правдата, преку неговите рани се исцеливме. Затоа Господ го испрати својот син. Зошто скитавме како овци, зошто бевме изгубени. Еве ги допринети точки повторни со упулката. Но сега се вративте при пастирот, дојдете кај мене. Пастирот вели: дојдете кај мене, сите што сте обременети и натоварени, јас ќе ви дадам одмор, јас ќе ви дадам мир, јас ќе ви дадам слобода, но до тоа доаѓаме преку јаремот Христов. Пак ќе кажам колку и да е тоа нелогично. Да, тој повик Христов е се уште упатен до секој од нас, до сите оние кои што се уште можеби скитаат, бараат некоја слобода, меѓутоа се дојака не се ослободиме од гревот, нема смисла никаква друга слобода. Всушност и не е слобода. Господ не поучува и преку казна. Да, и ова може би е чудно, но сите ние имаме искуство, барем татковците, казнувајќи ги своите синови, знаат зашто ги казнуваат. Знаете, како велат, прачката излезена од рајот и некако денеска ни се чудат зашто образованието такво. Па, затоа што нема прачка изгледа. Доека играше прачката, беше многу поинаку. Сега не смееш рака да дигнеш, сега на суд. Ете, тоа е слободата, нели, кое што ни се наметнува. Кое што всушност има за цел да создаде хаос, за да потоа на тој хаос дојде новиот светски поредок и наводно ќе воспостави ред. Со еден куп безсмислени закони, закончиња и ова и она, што всушност значи робство повторно. Значи, еве да читаме во Евреите 12 глава, од 5 до 11. И ја заборавивте опомената која ви зборува
вам како на синови: сине мој, не презирај го Господовото укорување, ниту ослабувај кога те изобличува, зашто Господ го казнува оној кога го люби. А го бие секој син кого што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови. Токму тоа е доказ дека ве смета за своји синови. Еден од доказите, нормално. Зошто кој е тој син кого таткото не го казнува? А ако сте пак без казна, од која сте сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. Интересно. Освен тоа, нашите телесни татковци, се осврнува сега овде, значи, писателот на евреите, и прави споредба со нашите татковци, земски татковци. Освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа и ние ги почитувавме. Ние пак повторно се враќаме на тоа, зашто денеска нема почит кон родителите. Едно од знаците за последното време. Не казнува, кај застанавме, да, 9 стих, нема ли да му се покоруваме на таткото на духовите и така да живееме? Имено тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а тој пак, нашиот татко, за небесен, за наша полза. Зашто? За да станеме учесници на неговата светост. За да бидеме свети. Навистина, секоја казна во сегашната не изгледа дека е за радост. Кој дете се смее и се радува кога му дира чамари. Никој. Значи, навистина, секоја казна во сегашната не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои што се обучувале преку неа. Младате на зборот. Кои што се поучиле, се обучувале преку неа, преку казната. Господ не поучува и преку својот живот, и преку своето слово, и преку казна некојаш. Не читам Тит, или само еден стих ќе прочитам од Тит. Тит 2 глава. Посланието до Тит, пред евреите, барем во Константинов. 2 глава, ќе го прочитам само едниот стих, а тоа е 11. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе. И 12. Која не воспитува, Божјата благодат не воспитува да живееме побожно. Да не читам понатамо. Еве, видовме како Христос, кроток и мирен по срце, не поучува како да го носиме Христовиот јарем, затоа што тоа е вистинската слобода. И тоа резултира со мир, тоа резултира со спокој, кој што спокој во евреите се вели дека е, како што Господ одморил од своите дела, така и ние треба да одмориме од своите дела. Знаете, ако сте впрегнати еднакво во јаремот Христов, вие одмарате своите дела. Христос е тој кој што влече. Вие само постапувате според неговата волја. Денешка опиениот свет од виното вавилонско оди во правец на непочитување и газење на Господовиот закон, дозволувајќи секакви слободи, што пак неминовно водат во неморал, во беззаконие, анархија, хаос. Денеска и христијанскиот свет оди забрзано во либерализам, каде што се дозволуваат исто секакви слободи, што води кон истото. Но имаме и на друга страна. Од друга страна пак имаме конзервативен свет. Имате некои делови во светот кои што се конзервативни, и тоа како конзервативни. И имаме и конзервативно христијанство, во кој што исто така нема слобода. Слободата е ограничена со еден куп на закони, а всушност тоа е филозофијата на оправдување со дела. Тоа го гледаме и кај двајцата синови, помалиот и постариот. И едниот и другиот, како што кажав, не се слободни. Едниот отишол во либерализам. Дај што ќе ми види очи, што ќе ми видат очи, што ќе ми посака срце, да правам. Тој не е слободен. Но оној постариот,
држал еден куп закони, се држал за се. Господи, односно, татко, јас со години ти служам тебе, не престапив нито една заповед. Но и тој не е слободен. И тој е во робство. Павле го опишува тоа во Галатјаните. Ајде, за кратко, уште малку на крајот, во Галатјаните отвараме најнапред во 4 глава и пред се ќе читаме во 5 глава. Зашто зборува во 4 глава, тамо вториот дел од 4 глава? Сите ние сме синови или од робинката, или од слободната. Аврам имал две жени. Агара, робинката, Сара, слободната. А тоа е, вика, една метафора за двата завети. Агара е заветот склучен на Синај, кој што води во робство, а новиот завет води во слобода. Последниот стих од 4 глава Галатјаните вели: затоа, браќа, ние не сме деца на робинката, туку сме на слободната. И сега преминува во 1 глава, односно првиот стих од 5 глава Галатјаните вели: Христос не ослободи за слободата. Според тоа, стоите цврсто и не подчинувајте му се на робски јарем. Павле вели: не се враќајте сега на Стариот Завет, не се враќајте на обичаите, на обрежување, на ова, на она, односно, не само во таа смисла. Туку не се враќајте, не се обидувате да се оправдате преку законот, не бидете под законот. Тоа го читаме во 3 стих. И пак му сведочам на секој човек, кој се обрезува дека е должен да го исполнува целиот закон, не 3, туку 4. Се одвоивте од Христа, вие кои сакате да се оправдате преку законот. Отпаднавте од благодата. 7. Трчавте добро на својата трка, кон целта, кој ви попречи да не се покорувате на вистината. Не покорувајќи се на вистината, изгубивте слободата, затоа што само вистината ослободува. Тоа одвраќање не е од оној кој што не повика. 9 стих, малку квас го подквасува целото тесто. Но 13 стих е исто битен, што претходно го прочитавме. Зошто вие, браќа, повикани сте кон слобода, само слободата да не ви биде повод за угодување на телото. Сега внимавајте, првиот стих од 5 глава Галатјаните вели: Христос не ослободи за слободата, според тоа не се враќајте повторно во робскиот јарем. Кој јарем? Под законот. А другата крајност, од друга страна е, да не ја злоупотребувате слободата и да се угодувате на телото. Значи, ниту либерализмот, ниту конзерватизмот, да кажам така, конзервативизмот, не го дава вистинскиот одговор. Христос е одговорот. Христос и земањето на неговиот јарем е вистинската слобода. Че видите, овде го гледаме, тој суди помеѓу концептот на оправдување со вера и оправдување со тела. Да. Не знам што повеќе да кажам, и премногу кажав, и на сите ни е јасно дека само носејќи го Христовиот јарем имаме вистинска слобода, држејќи го неговиот закон, но како? Не во своја сила, затоа што во своја сила не можеме, и колку да се обидуваме, паѓаме и повторно сме робови на гревот. Во Христова сила, со Христово водство, творејќи неговата волја, само така ќе бидеме слободни. Само така, тоа секоја друга слобода ќе има некоја смисла за нас, затоа што сме постигнале вистинската слобода. Нека му е слава на Бога што го прати својот син, за да ни обезбеди таа слобода, слобода од гревот. Тоа е решението на сите проблеми на човештвото, па и на проблемите во оваа наша држава. Амин.